Почитувани сограѓани и почитувани медиуми. Во изминатиот период, во повеќе наврати, алармиравме за изградбата на овој мост тука во населбата Сточен пазар, а власта на СДСМ и градоначалникот Илија Јовановски ги игнорираше сите предупредувања. Мостот, кој се гради веќе втора година, а неговата изградба никако да започне. Вчера дури стана потенцијална опасност за целата населба и можеби ќе беше причина за поплавување на куќите и големи штети за граѓаните во оваа населба. За целото време додека ВМРО ДПМН апелираше, Јовановски и општината овде изигруваа градежници и ветуваа најубав и најголем мост. Во месец мај, градоначалникот пред вас медиумите истакна дека изградбата ќе заврши за 4 до 5 месеци. А денес гледаме дека работите воопшто не се мрднати од мртва точка. Наместо нов мост, сега општината ја забрани за сообраќај оваа улица во траење од 60 дена, што ќе биде дополнителен проблем за одвивање на товарниот сообраќај во Прилеп. Подсетуваме дека првичниот договор за изградбата на овој мост чинеше 500.000 евра, а пред неколку месеци градоначалникот подпише и анекс на договорот за дополнителни 14 милиони денари. До каде ќе оди забеганоста во трошење на народните пари на оваа ненародна власт? Ќе достигне ли и ова мовче сума од 1 милион евра како и 4 автобуси болиди? Сите овие случувања не наведуваат нас граѓаните да мислиме дека единствен и главна цел за изградбата на овој мост е само перење на пари и ништо повеќе од тоа. Почитувани, оваа власт и овие луѓе на СДСМ не можат ни повеќе, ни подобро. Јовановски, Талески и Сугарески и сите нивни послушници не донесоа подобар живот во Прилеп и не го водат градот на прав пат. Нивното владење се сведува на пустош и залудно трошење на народните пари. Кога тогаш одговорност ќе следува и мора да има, а вистината за милионските расфрлања ќе излезе на виделина. Ви благодарам.